Janita Skerlev, Skopje is calling. What's going on in UK these days? Good Politically, morning, good economically. morning. Каква недела имавме, Љубиша, вау! Ова значи, бурна недела. Не знам како беше кај вас, всушност знам, добро следам што се случува, меѓутоа овде беше за неверување. Добро или лошо? Домашни активности. Молам? Добри или лоши? Бурно, кога велиме, значи тоа е добро или нешто лошо? Па види, од новинарски аспект супер, имаше многу работи за следење, многу работи за коментирање. Од аспект на обични луѓе беше да се патиме за главите и да велиме леле. Така што уште сме со леле. Имавме највисоките политичари во државата ги покажа show me the money, покажа колку пари заработиле и колку пари вратиле на државата. Еден од оние кои ни беше премиер, Борис Џонсон, покажа дека најверојатно неговата политичка кариера е завршена заради тоа што одговараше пред комисијата комисијата за тоа дали тој го лажел парламентот или не кога кажал дека оние забави кои ги правеше во неговиот кабинет за време на локдаунот, кога сите седевме дома, и речиси 20 месеци не мрднавме, и кога, јас лично се дотерував за да одам во самопослуга, бидејќи никаде не можевме да мрднеме самите, без дозвола. Тој правеше забави со алкохол, испраќаше, вели дека испраќал своји вработени, меѓутоа мислам дека не ги убеди членовите на комисијата за приоритети, така што многумина вела дека неговата политичка кариера е завршена. Банката на Англија ја покачи каматната стапка, така што последните 18 месеци 11 пати се покачени каматите, тоа е од она што се држиме за глава. Од друга страна, доста работи се случија во врска со надворешната политика. Така, например, нашиот крал, кралот Чарлс, уште принцот, значи добро, тазе кралот Чарлс III, требаше да оди во Франција на посета на Франција, прва официјална посета негова од кога стана крал. Меѓутоа, тоа е одложено, бидејќи ве знаеме што се случува во Франција, има големи протести, бидејќи Макрон реши пензионирањето од 62 години, она законско, да го крене на 64, тука е 65-66, сакаат да го кренат, да ја покачат старосната граница уште повеќе, и има предлози луѓето да работат додека им се работи. Така што сметаа дека не е баш сигурно и безбедно принцот Чарлс, кралот Чарлс III да се шетка низ Париз кога таму има големи демонстрации. Требаше да ни дојде и Бенјамин Нетањаху, израелскиот премиер, меѓутоа не можеа да најдат пилоти кои ќе го донесат него во Лондон, бидејќи има штрајкови таму и никој од пилотите не ќе да лета. Тој таму прави реконструкција на правосудството, многумина го обвинуваат дека прави такви реконструкции кои го носат Израел кон диктатура, така што денеска требаше да стигне, ама не стигна. Оној кој стигна е албанскиот премиер Еди Рама. Не дојде во така изненадувачка посета и имаше
состанок со нашиот премиер тука, и ги видовме на слика, весели и расположени, Еди Рама со Риши Сунак, што беше навистина така пријатно изненадување, бидејќи само пред некој ден Еди Рама остро ги нападна британците, посебно министерката за внатрешни работи Суела Браверман, која имаше изјавено дека албанците вршат, посебно албанските криминални банди, вршат и албанците кои доаѓаат со мали бродчиња во Обединетото кралство, дека вршат инвазија тука, дека тие се главните виновници зошто толку многу незаконски имигранти има. Инаку, морам да се подсетам, 1336 албански криминалци има во затворите на Англија и на Велс. Колку има во Шкотска, уште не знаеме, ама сигурно има и некој таму. Така што Еди Рама беше многу задоволен од средбата со премиерот Риши Сунак. Тие се договорија британските затвори, односно затворите во Англија и во Велс да се испразнат од албански криминалци и тие да се вратат во Тирана, откако претходно заедничка комисија ќе испита во каква состојба се затворите во Тирана. И тој беше многу среќен што е постигнат таков договор, така што на фотографиите двајцата беа задоволни и насмевнати. Бар еден состанок на крајот на неделата се заврши со хепи енд, се разбира, не за тие 1336 албански криминалци, инаку тоа е најголемата група на странски државјани во Обединетото кралство, значи повеќе од албански криминалци тука немаме. Жанета, ај за последно. Прво, зошто Еди Рама би ги барал назад албанските криминалци? И второ, кој треба да провери какви се состојбите во албанските затвори? Тоа значи дека ако Велика Британија утврди дека не се соодветни условите во затворите во Албанија, дека нема да ги врати овие 1300 албански криминалци назад, туку ќе ги задржи во Велика Британија? Не. Треба, ќе има заедничка комисија. Еди Рама е очигледно решен да покаже дека неговата земја е безбедна земја, и дека нема потреба луѓето, и така е и според сите меѓународни закони, Албанија е всушност и докажана како безбедна земја, таа не е на листата на оние земји од каде луѓето бегаат да бараат азил. Тој и затоа со остри зборови ја нападна министерката за внатрешни работи Суела Браверман, која рече дека банди доаѓаат и инвазија од албанци, посебно албански банди, криминалци и така натаму. Тој беше многу лут и со остри зборови, меѓутоа ја смени реториката, значи заедничка комисија ќе има, за да се испочитува најверојатно целата таа процедура. Тој ќе сака да покаже дека Албанија се бори против криминалот, бидејќи факт е дека најголемиот број од оние организатори на некој начин на преминот на незаконските премини со мали бродчиња од Франција кон Велика Британија се токму албанските банди. Тоа е установено, утврдено веќе и од полицијата, и што се вели на некој начин јавна тајна, така што негов интерес е да бидат решени овие прашања и тој да се покаже како човек кој е фактор во решавањето на овој проблем. Значи, ќе има заедничка комисија и
да покаже дека Албанија е земја каде што, и тоа е сосема во ред, да покаже дека Албанија е земја каде што која сериозно се зафаќа со овие проблеми и сака да биде фактор некаков во Европа кој се бори за спречување на незаконската имиграција. Добро, освен што се тие емигранти, велиш дека се и криминалци. Тие на некој начин имаат и изречено пресуди, бидејќи се веќе во затворите. Добро, не сум експерт во околу причините и начините на депортација на вакви личности. Имало и поединци и кај нас кои се бараат со меѓународна потерница, па ќе ги испорачаат назад. Не знам, тоа е голема бројка на криминалци. Тоа е голема бројка. Навистина, што ќе им прави Еди Рама на 1336 албански криминалци? Ова е бројка од крајот на минатата година. Предпоставувам во меѓувреме се собрала оваа бројка можеби е малку зголемена, ова е официјалната бројка со која располагаме сега. Но ете, тоа е тоа. Добро е државата да се грижи за своите граѓани, па макар тоа е докажано дека се од Албанија албанци, дека се државјани на Албанија. Дека се од Албанија албански криминалци и во затвори во Англија и Велс се. Велика Британија инаку се труди да направи место во затворите, бидејќи затворите се, како да кажам, да има место и за своите криминалци, за своите, условно кажам, за своите држави преполни се. Женета, добро, ќе оставиме Еди Рама, ако реши тоа да го прави, нека го направи, ако не знам после дали ќе повторно судење ќе им прави, бидејќи тие се осудени по законите на Велика Британија, дали ќе се ослужат казните по тие пресуди што ги добиле, но еве ќе следиме, можеби е интересно. Тоа е интересно прашање, дали ќе бидат два пати судени. Тоа е интересно прашање и од аспект на тоа што нити Албанија, нити Велика Британија не се членки на Европска унија. Албанија сака да биде членка, Велика Британија излезе. Не сака. Можеби некои меѓусебни договори ќе бидат подпишани во меѓувреме, така што ќе го среда тоа, не знам, тоа би било навистина голем трошок за земјата повторно да ги суди тие. Уште едно прашање пред крај. Самата спомна за состојбите во Франција, поради што кралот не отиде во Франција, тоа се протестите за пензионирање. Не е автохтоно прашање за Велика Британија, ама сакам да прашам, ако французите не се среќни со тоа што ќе мора да работат уште 2 години повеќе, како британците, да речеме, дали се тие задоволни со пензиското законодавство и тоа што работат повеќе од французите, бидејќи доскоро и едните и другите беа заедно во Европската унија со разликите кои што постојат од држава во држава, тоа е слободна одлука на секоја држава. Дали се тие задоволни со тоа што идат подоцна во пензионирање или? Па британците, ние тука сме интересно, културата на живење, начинот на живење е малку поинаков од францускиот, додека французите се по култура на живење и начин на живење сепак поинакви. Овде не е работава да работиш додека не паднеш на нос, меѓутоа начинот на живот е да работиш додека можеш и сакаш да работиш. Се разбира, во некои индустрии, во некои гранки постојат законски ограничувања, меѓутоа за некои професии, како например за лекарите, за професорите, за некои кои работат на универзитети, научно-истражувачки работи и така, луѓето едноставно не сака да одат во пензија или сака да им биде дозволено да продолжат да работат и да продолжат да се занимаваат со работата за која толку многу учеле. Да, малку се
прекина тонот. Содолски на 62 години, па тоа е во светот на младоста. Тука поинаку се гледа на тоа. Тука има и можеби англосаксонско влијание, што знам, можеби од американското. Тука се работи на вистина многу нормално е, најмалку 40 часа неделно, ако не и повеќе. Во убавите времиња да поминевте во Сити, например, пред пандемијата, ќе видевте дека светлата горат 24/7. Луѓето поинаку гледаат на тоа. Така што скептично гледаме кога гледаме французите од 62 на 64, пардоне моа, ама кој ќе работи да ги издржува сите тие пенсионери? Да, затоа и праша, веројатно мислам дека и ерекциите кај нас се луѓето зависи од струката, но не секој сака толку рано и државата треба да има доволно пари за да ги издржи толку голем. Да. Благодарам за јавањето, Жанета. Инаку, уште една ситна работа. Од денеска во парламентот на Велика Британија има уште некои цаки, ама ајде да не те задржувам и да не ги задржам гледачите многу. Е забранет тиктокот, значи не можат парламентарците, нити службите, нити никој да го користи, да ја користи ова интернет платформа. Знаеме дека вчера извршниот директор на TikTok имаше сослушување пред американскиот, пред комисија на американскиот, дали беше Сенат или Конгрес, не сум точно сигурна. И целата работа е поради сомневите дека оваа платформа има тесни врски со кинеската влада и дека податоците кои ги собира се споделуваат, бидејќи тоа се приватни податоци за секој поединец кој ја користи оваа платформа. Така што секој, нити службите, нити администрацијата, нити пратениците во британскиот парламент едноставно нема да може да ја користат TikTok мрежата. Но еден од нив, министерот за енергија, Грант Шапс, рече дека тој ќе продолжи, па ќе видиме какви ќе има последици, и испрати една фотографија на TikTok, каде што од неговата канцеларија во позадина се гледа Вестминстерската опатија, па ќе видиме дали ќе има некакви казни. За тоа дека имаме и манијак во Лондон, кој досега има ишишано 50 мачки во некој од следните јавувања. Голем град и секакви луѓе имаме тука. Жанета, благодарам уште еднашка. Здравје Боже, се слушаме во идниот петок. Поздрав! Чао, бај-бај!